Јас предлагам да почнеме. Добар ден на сите. Драго ми е што се собравме сите од Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија на отворена седница на која ќе бидат разгледани неколку жалби кои се стигнати во последните денови. И драго ми е што во публиката имаме млади слушатели од средни училишта и од факултет, сега тука ќе дојдат, кои може да ја следат оваа отворена седница и да постават прашања за се што ги интересира за состојбите во медиумите и за медиумската саморегулација. Ги поздравувам и сите што го гледаат преносот од оваа јавна седница. Ова е една од ретките прилики, бидејќи Комисијата за жалби при СЕМ одржува барем еднаш месечно седница, некогаш по потреба доколку има повеќе жалби и два пати, но најчесто се одвиваат во просториите на Советот, само неколку пати во годината, 2-3 пати имаме отворени седници во Скопје и во другите градови. Ја поканувам председателката на управниот одбор Леонора Каличи да го поздрави овој настан во рамки на неделата на медиумска писменост. Ти благодарам, Милјана. Почитувани ученици, студентите ќе дојдат, сите присутни, мене ми е драго што се обраќам во овој многу важен настан за нас, имајќи ја предвид нашата визија и мисија на самиот Совет за етика во медиумите и најважното тело, како што е Комисијата за жалби, и разгледувањето на самите одлуки, анализата, длабока анализа на самите поплаки и жалби што се поднесени во самата Комисија за жалби. Тоа е вид на некоја медиумска едукација која што е многу битна во овој период, како да кажеме во овој тренд на станите како што се движат во современиот свет. Имаме многу информации кои што поготово младите ги добиваат од социјалните мрежи. Во овој дел треба да обраќаме многу внимание во тоа, да бидат, како да кажам, тие проверени со факти, објективни и да бидат селектирани сите информации кои што ги добивате секојдневно, поготово кога знаеме дека според статистиките на Комисијата за жалби повеќето од жалбите, поплаките во 2023 година се однесуваат на онлайн медиумите и прекршување на првиот член на Кодексот на новинарите. Тука гледаме дека имаме потреба за повеќе активност во ова област, во медиумска едукација и да се едуцираме не само вие, но сите ние, и новинарите, и медиумите, и институциите, и сите заедно да се бориме за некоја демократско општество, заради тоа што ова е наша мисија, не е само наша професија. Ви благодарам. Јас го поканувам председателот на Комисијата за жалби, Мирче Адамчевски, кој е новинар истовремено со децении искуство, како и повеќето членови на комисијата, да објасни за нашите слушатели во кратки црти што значи медиумската саморегулација и како изгледа работата на редовната работа на Комисијата за жалби. Мирче, повели. Благодарам, Билјана. Саморегулацијата не е нешто ново. Кај нас нашето тело постои 10-12 години, меѓутоа во Европа е воведено уште пред децении. Почнато е со фактите на почетокот на 20 век, кога во Данска или Норвешка, нема држиште за збор, властите им рекле на медиумите, бидејќи имало многу шеење говор на омраза, многу клевети, многу навреди, им рекле или ќе се саморегулирате, или ние ќе ве регулираме. А ако државата регулира, тогаш знаете, таа ви дава и права, но ви дава и обврски, но има и казнени одредби.
и затоа првите тела за саморегулација се формирани там на север и од тогаш полека почнуваат да се шират нааму и во 2011 година се собра на иницијатива на Македонскиот институт за медиуми и Сдруженијето на новинари на Македонија се направи еден собир и беше речено дека ќе треба да се работи на уведување саморегулација медиумска и во Македонија. И 2013, крајот на 2013, почетокот на 2014, ние почнавме со практична работа. Комисијата, како што гледате, се состои од 7 члена. Работиме ние само по жалби кои што ги поднесуваат поединци, кои што ги поднесуваат организации. Сме имале жалби и од функционери, па дури од председателот на Републиката. Нашата цел е ние, која ќе ги добиеме тие жалби, ако може прво да направиме медијација некоја, ги повикуваме да се помират практично меѓу себе и доколку медиумите и жалителот се согласат, тогаш ние сметаме дека тоа е еден успешен чекор е направен, наместо ние да носиме одлука дека некој медиум не бил професионален, се однесувал неетички, но преку таа медијација успеале дека да работите, да дојдат на свое место. Значи, доколку нема медијација, тогаш заседава комисијата, како што денес ќе заседаваме. Што може друго да се каже? Ние носиме одлуки за оние кои што членки на Советот за етика, а носиме мислења за оние што не се членки. Која е разликата? Значи, многумина се жалаат и на медиуми кои што не се членки на Советот за етика. И сега ние не можеме да го игнорираме жалителот и затоа седнуваме, расправаме, но не носиме одлука, не носиме мислење дали бил медиумот етички или не бил етички или не бил професионален. А доколку е членка на Советот за етика, тогаш да носиме одлука која што да речеме има некоја поголема тежина во однос на нашето мислење. Нашите мислења едно време имаше многу адвокати, при сега добиваме жалби од адвокати во име на жалители, ги чекаат адвокатите, па ги земаат, па тука одат на суд, затоа што во некои од законите, да речеме во Законот за граѓанска одговорност, па и кривичниот закон во делот на говор на омраза, таму веќе има нешто, се споменува етичноста на медиумите. Така што постои опасност некои од медиумите или тие главни уредници да одговараат и кривично доколку станува збор за говор на омраза, адвокатите во подкрепа на своите тужби ги даваат и ги носат и нашите одлуки. Одлуките што ги носиме се пишуваат и ги испраќаме и до жалителот и до медиумот, и медиумот е обврзан да ги објави. Тук имаме проблем, медиумите не сакаат да ги објават одлуките, затоа што таму стои дека тие се ја нарушиле професионалност и нарушиле етиката. Меѓутоа сметам дека со тек на време работите ќе стануваат подобри, се повеќе медиуми, не дека нема, медиуми објавуваат, но не сите се разбира, или објавуваат ако е во нивна полза, отфрлена е жалбата и така. Тоа вака толку од мене, ако има нешто од колеги да дополни, нека повели. Јас сакам само да ја искористам оваа прилика пред нашите посетители овде на оваа отворена седница на Комисијата за жалби, да кажам дека во рамките на еден проект на кој работи Советот за етика, се вика Media Councils in Digital Age, имаме задача и формиравме така наречена мрежа на медијатори. Тоа е една група од засега 15-тина, претежно новинари, но има и граѓански активисти во таа мрежа. Тоа се доброволци кои сакаат да помогнат во процесот на медијација за во иднина таа мала бројка на решени предмети, решени жалби со медијација, доколку е можно, малце да се зголеми. Во Европа тоа го викаат и наоѓање на пријателско решение или amicable solutions и така натаму. Сите пресовети во Европа, здружени сме во една алијанса, прават преглед на процедурите во која земја овој процес
има покажано најдобри резултати, за да си го споделиме тоа искуство меѓусебно и да видиме во иднина на кој начин може медиумите и граѓаните низ директна комуникација да се договорат за пријателско решение. Најчесто тоа значи корекција на текст, извинување, отстранување на некоја од спорните содржини објавени во медиумите. Ќе видиме во иднина како ќе функционира оваа мрежа на медиатори и ќе го споделиме нашето искуство со партнерите кои сме во овој заеднички проект финансиран од Европската Унија. Ви благодарам за времето и сега јас ќе ја оставам комисијата, јас ќе се повлечам, може би и Нора, за да бидат поблиску сите членови и да може да и тие што не следат онлайн, да ја следат работата на денешната отворена седница. Благодарам. Да, благодарам Бива. Ајде, нека се повлечат Сефери и ето понаваму, да ја пати камерата, да ја видат колку се убави. Кога работиме, ние работиме не е само еден референт, него расподелени сме на секоја седница на комисијата, има различен членови на комисијата кој што ги подготвува материјалите за седницата и реферира пред членовите на комисијата, а потоа ние дебатираме. Денес е редот на Жана Божиновска од Слободен печат, одговорен уредник и член на комисијата од неодамна, Жане Повели. Добро, добар ден и од мене. Благодарам, Мирча. Вие исцрпивте се што има да се каже од општиот дел, да речам, и сега ми е задоволство што ми се погоди да реферирам за овие случаи пред млади колеги. За оваа седница имавме 4 жалби поднесено. Едната жалба е отфрлена од жалителот, се повлече, значи ни останаа 3. И јас сега ќе одам еден по еден случај. Првиот случај ни е жалба од Александар Стојановски за текст нов елитен стамбено-деловен комплекс Порта Скопје Баја Дора општина Центар, објавен на порталот Независен МК на 4 октомври. Во жалбата се наведува дека во оспорената содржина има елементи на прекршување по основ на буквално немање разграничување меѓу рекламирање и новинарска содржина. Жалителот наведува дека се работи за промотивен текст, односно реклама, која не е означена како реклама и изгледа вака како новинарски текст, и тоа, како што вели жалителот, во момент кога во јавноста е актуелна дебата околу подигање на уште една висококатница во центарот на градот. И точно текстот беше објавен како текст, без да се наведе дека е комерцијален текст или комерцијална објава, или платена објава, како и да е. И по поднесувањето на жалбата контактиране медиумот и оттаму е добиен одговор во кој што се извинуваат за превидот, така го нарекуваат, кој го направиле со објавената оспорена содржина. Исто така во одговорот од медиумот стои дека извршиле корекција во текстот, односно на објавата, бидејќи уште пред да добијат известување од комисијата и барање за одговор за добиена жалба, самите увиделе дека е потребно текстот да се означи дека е комерцијална содржина или комерцијален текст. Подносителот на жалбата по ова е контактиран и информиран е за постапката на медиумот и се согласи, односно прифати медиација, исто како и порталот, и со тоа случајот е затворен. Сега, јас тука би кажала дека во првичниот текст што беше објавен на порталот, според мене имаше прекршување на член 6 од кодексот, во кој, меѓу другото, стои дека треба да има разграничување меѓу рекламирање и новинарски текст и илустрација, како и тоа дека комерцијалните и политичките огласи
како и спонзорираните текстови ќе бидат видливо издвоени од уредувачките содржини и означени како комерцијален текст. Во ред е тоа што медиумот ја исправил грешката, меѓутоа мислам дека тука требало да се испочитува и членот 3 од кодексот, кој предвидува објавување на исправка со нагласена напомена дека се работи за одговор или исправка на претходно објавена информација. Такви случаи сме имале, кога, бидејќи овде, во случајов со независен, на портал нели може да се менува содржината, само додадено е долу дека е комерцијален текст без никакво објаснување или извинување, со кое што, да речеме, би биле доведени во заблуда, не знам, читателите, и тоа ми е единствената забелешка. Мислам дека требало да напоменат дека има исправка на текстот заради тоа и тоа. Добро, Жане, мислам, по право си се последнава забелешка, меѓутоа па многу побитно е што се договориле двете страни на медијација. Јас еве отварам дебата, повелете колеги. Да кажам не за овој конкретен случај кој што е решен со медијација, и тоа е добро, меѓутоа тој жалителот се жалил на еден портал. Тоа не е еден портал во прашање. Оно што е особено проблематично во тој тип на објави е што тие се јавуваат во ек на една жестока јавна реакција во случајот за градењето на зградата Карши Изгейт, огромна зграда, тука се отвара прашањето нели за инфраструктура и така натаму. Тоа е, мислам, константно тема во јавноста. Во тој момент компанијата излегува со комерцијален текст. И тој текст создава кластер на агрегаторот, значи има некои 12 објави со идентичен наслов, тој идентичен текст во кој што се фали компанијата што решила тоа ругло да го подобри, значи иде контра, односно свесно оди кон тоа да го смени јавното мислење, да ја запре дебатата. Во случајов, како што тие самите од независен, нив им се протнало не напишале комерцијален текст, меѓутоа не им се протнало само ним, а има портали кои што јас го видов тоа, пред да ни кажете дека е решено со медијација, кои што тоа дека е тоа промо или пиар текст, точно се гледа дека го ставаат само затоа што ептен мора да некој не им каже, па тоа се едни мали коткички во десен агол доле или во лев агол кои што речиси невидливи се. Што сакам да кажам, овде овој тренд на платена манипулација, односно платено влијание на јавното мислење е сериозен проблем и генерално во светот е недозволиво тој тип на платена содржина да оди како новинарски текст. Еден медиум тоа не смее да си дозволи, а уште помалку да напише дека е пиар, ама ептен ако мора, ако го фатат. Така што мислам дека тоа треба да се освести кај нас, бидејќи тоа не е политичка, тоа е економска пропаганда, меѓутоа многу лошо зборува за новинарството и за медиумите како платеници, кои што ќе направат се. Ако јавноста се буни на социјалните мрежи, ние ќе ја затрпаме со комерцијални објави, кои што ќе мислат, ете, тука сега видите добри новинари, добри медиуми пишуваат како компанијата малте не треба да ја кажеме фала оти тоа го направила. Мислам, небитно, јас не заземам страна, само мислам дека требаше да се разбира дека и компанијата треба да биде прашана, ако има јавен интерес и ако има дебата, треба да го има својот став, но не вака да се подметнува, и тоа е класична манипулација на јавното мислење и тоа е сериозен проблем. Ова е решено со порталот, затворен е случајот, меѓутоа тоа е сериозен проблем на кој може би треба да се
некако да се адресира, не знам како, дали само со апели или со саморегулација, но треба да се отворат очи за овој проблем, сериозен проблем е. Може само да дополнам. Кога зборуваш, Тамара, за овој текст, ако зборуваме конкретно, ја не сум сигурна дека тоа беше платена содржина. Не беше тоа платен комерцијален оглас, комерцијален текст, бидејќи го добија како соопштение сите медиуми до еден. Не е платен текст. Не е платен комерцијален текст. Како? Зашто пишуваат дека е платен? Не пишуваат комерцијален текст, а значи не дека е платен. Ајде, повели Снежана. Да, јас сакам да се надоврзам и на ова Тамара што го кажа, а и прашањето на Жана дали е платен текстот. Истата дилема имав јас, бидејќи да беше обично соопштение, оградено и означено како соопштение или значи платен текст е друго. Да. Може да било соопштение, може би. Ние имаме една пракса на медиумите, сме ја констатирале повеќе пати со комисијата, соопштенијата од различни извори, и од комерцијални, ама и од политички партии, да ги пренесуваат без никаква критичка дистанца. Забележав во содржината на текстот, наликува на соопштение, не наликува дека новинарот го напишал, меѓутоа не вели не од Адора, туку велот од Адора. Значи има некоја новинарска опремено е како новинарски. Има новинарска интервенција, меѓутоа таа го залажува читателот, затоа што етно не е означено, ама внатре во формулациите стои велот од Адора. И сега се поставува прашање, нели? Зборуваме сега не за конкретниот текст, зборуваме за праксата на медиумите да ги пренесуваат голо соопштенијата. И ни се случило во различни ситуации да имаме и посериозни прекршувања како говор на омраза и да се оправдуваат медиумите дека соопштенија, дека не треба да интервенираат. Значи, тоа мене ме изненадува, особено во контекст на пренесување на говор на омраза, каде улогата им е да го разобличуваат, да реагираат и така натаму. Во овој случај, добро, целта на регулацијата е, всушност, да медиумот ја свати грешката и да се коригира, и со оглед на тоа дека реагирале инстантно и ја коригирале грешката, но се согласувам, Тамара, дека треба да се укаже, може би разговарале на некои следните седмици за општите прашања кои што се појавуваат во содржините, дека треба да реагираме и на поинаков начин, ама и да им се укаже и во жалбата дека означувањето на ваквите текстови мора да биде јасно, видливо и така. Тоа е моето мислење. Тоа во одлуката што ќе биде напишена, која ќе им се прати, може да се каже ова последно што кажа Снежана ти. Дали има некој друг да каже нешто за првава или да преодеме на втората? Благодарам. Мирче, добар ден на сите. Значи, проблемот кој што ние денеска го дискутираме е многу битен, иако ние сме политичко општество. Секогаш тука во земјата во овие 35 години се зборувало за влијанието на политиката, на политичките партии врз уредувачката политика, но не само во последно време, тоа во континуитет се случувало, медиумската заедница многу малку го третирала, обрнала внимание на овој проблем. Јас ќе ви набројам не само за присутните, туку може би за тие што не следат, а може би тоа ќе биде некаква точка за покренување на темата во јавна дебата. Ќе набројам 6 сектори кои што во медиумските содржини протнуваат, продираат како значи текстови кои што се новинарски, а всушност се класични комерцијални текстови, како што видовме, не е битно дали е платен. Тој секако дека е платен, на еден или друг начин. Ние знаеме дека големите компании ги искористуваат медиумите директно, индиректно, има различни начини на, еве да речеме дека текстот не е платен конкретно, но тој секако дека на некаков начин е платен. Градежништвото е една од сферите за кои што нашите медиуми, освен тие што се
финансирани од меѓународни донатори. Значи, за градежните фирми многу ретко ќе видите негативни вести. Исто се случува за мобилната телефонија. Ние и да имаме негативни вести за големите компании на мобилната телефонија, нема тоа да видите во нашите медиуми. За енергетиката, за ЕВН, исто така нема да видите негативни текстови и кога се работи за евентуални пропусти и така натаму. Може би и неправди кон граѓаните. Тоа е така, затоа што ЕВН има многу реклами во медиумите. Приватните болници, исто така, никогаш, ние го имаме случајот на приватната болница во Ѓорче Петров, Санте Плюс, во кој што една мајка, една жена го изгуби животот заради фактот што нели се случувале грешки во работата, а тоа во медиумите многу малку го видавме. Исто така за приватните универзитети многу малку може да видиме вакви вести кои што се негативни, затоа што они имаат многу пари и ги финансираат, односно рекламираат во медиумите и на некој начин, значи, ги финансираат медиумите и со тоа ја купуваат, условно кажено, значи под наводници ја купуваат уредувачката замислена независност која што во земјата е само поим и никако не е практика. Значи, мислам дека банките ги заборевив, тие се многу битни. Значи, за банките и за брзите кредити ни случајно не може да станува збор, јас сум само критичен. Значи, бидејќи сите ние во животот правиме некакви компромиси, бидејќи не сме ни Шведска, ни некоја друга европска земја, како што истакна Тамара, дека таму се разграничува точно што е новинарство, а што е маркетинг. Дека се случувало и на нас тука присутните некојаш да не објавуваме некаква негативна вест за некоја компанија, сигурно дека се случувало, а бидејќи сега се тренд брзите кредити, знаеме дека тие многу лошо влијаат, па дури се растураат семејства, некои завршуваат многу лошо, некои луѓе кои што взимаат кредити и не може да ги враќат, но тоа не е тема во нашите медиуми. Затоа што брзите кредити, поради фактот што добиваат многу пари, рекламираат во нашите медиуми и они ја премолчуваат темата. Истото се случува и за банките, за каматните стапки кои што во земјата се највисоки на Балканот, а може би и во Европа. Јас не сум економски новинар, јас сум политички новинар, јас сум зборувал, сум пишувал за влијанието на политиката, но еве денес убаво што ме поттикна случај да зборувам и за влијанието на бизнис заедницата, бизнис групациите, големите компании, големите олигархијата во земјата која што е многу моćна и може да ги контролира не само медиумите, но и пошироко, зашто не сакам да зборувам на ова седница. Благодарам. Добро, тоа ќе оставам за денови на политичка писменост. Добро. Накратко само ќе кажам дека колку е важно и колку е мора да се зборува за ова работа е тоа дека столб на секое општество е вистината, а вистината секогаш има потежок пат да дојде во видливоста отколку што невистината. И се согласувам со Жана што кажа дека дефинитивно, иако овој случај се завршува со медијација, проблемот е во тоа што објавувањето на исправката некако оди под некоја магла, што
веќе е направена штетата. Граѓаните повеќе ќе слушат за текстот, за објавата, за тоа за промоцијата, отколку што за исправката. Да, благодарам. Ајде, Снежана. Уште би која Снежана? Пардон. Мене? Тебе. Добро. Тебе. Не би завршила со овој случај дека платен или не платен, ама во случајот не е платен и тоа е битна работа. Значи, бизнисот, односно Адора, ги злоупотреби медиумите. Не само овој за кој што зборуваме, туку сите медиуми, и тоа не суптилно, туку буквално отворено ги злоупотреби сите медиуми. Со тоа би завршила за овој случај. Ајде, одеме на втората повели. Втората жалба е од Деспина Ковачевска за текст што е објавен на 3 октомври на порталот News24 Live. Под наслов Сител го откри целото име и презиме на возачот кој го управувал камионот. И овој текст се однесува на сообраќајната несреќа што се случи истиот ден на патот Прилеп-Битола, во која загинаа 3 лица. Дилемата на жалителот, како што стои во жалбата, е дали е од јавен интерес да се објави името на возачот што го возел камионот. И во текстот во целина вака, освен овој пасус каде што се споменува името на возачот на камионот, е коректен и информативен. Меѓутоа, како што стои во жалбата од Ковачевска, го зема името и става името, мислам, на возачот, но и на медиумот. И става сензационалистички наслов Сител го откри целото име и презиме на возачот кој го управувал камионот. На овој начин се имплицира некаква вина кај возачот, иако се уште и до ден денес нема разрешница на овој случај, во испрага е, и според жалителот може да има импликација по безбедноста на возачот. Според мене, жалителката во овој случај е во право, бидејќи прво, името на возачот на камионот не е јавен интерес. Сега тука би направила некаква разлика, во некоја мера може би е од интерес на јавноста, бидејќи знаеме каква е сензационалистичката настроеност на публиката, љубопитност некаква може би, но тоа мислам дека не го оправдува објавувањето на името на возачот. Втора работа, бидејќи случајот е во истрага, можна е импликација по безбедноста на возачот, точно, но и по неговиот углед. Што доколку во истрагата се утврди дека возачот на камионот не бил виновен. Тоа е друго прашање. Трета работа, чекај, нека седнат. Третата работа во врска со овој текст, со овој случај да речеме, мене ми се отвори една дилема, дали порталот News24 Live во насловот го споменува Сител намерно, за да се амнестира од некаков сензационализам, или може би го критикува Сител дека го објавил името на возачот. И тука, според за насловот, не сум сигурна која од овие две работи во прашање. За жал од порталот до сега не е стигнат одговор и објаснување, иако иако е направен обид од комисијата и колку што знам нема валидна мејл адреса за да се обратиме. News24 Live. Билјана, така мислам. Според известувањето нема валидна мејл адреса медиумот. Се враќа, да. Тоа е друго прашање, мислам, за друга дискусија, како може медиум да нема валидна мејл адреса. Да не зборуваме сега и за импресум и така натаму.
Во случајов со овој текст мислам дека е прекршен членот 7 од кодексот, во кој стои дека новинарот ќе ја почитува приватноста на личноста, освен кога тоа е во спротивност со јавниот интерес, а овде името на возачот на камионот не е, мислам, јас стојам на тоа дека не е јавен интерес. Исто така, би се повикала тука и на член 8, кој според мене е прекршен, и во кој се наведува дека начинот на информирање во случај на несреќи, елементарни непогоди, војни, семејни трагедии, болести, судски постапки, мора да биде ослободен од сензационализам. Мене ми е жал што не може да ги исконтактираме News 24 Live, за да го видиме нивното објаснување какво е, но за тоа ќе дебатираме друг пат. Како да дојдеме до тие медиуми? Добро. Патем да кажам дека не од сите медиуми добиваме ние одговори, така веројатно и од овој медиум, иако не им работи, добро, не им работи мейлот, меѓутоа голем дел од медиумите воопшто не одговараат на жалбите, сметаат дека со игнорирањето на нашето барање да одговорат дека е нешто ќе постигнат. Добро, отварам дебата. Ево, од лево криво Снежана, повели. Јас согласувам со мислењето на Жана. Извинете, се согласувам со мислењето на Жана. Сметам дека има повреда и на член 7 и на член 8 од кодексот, но и на насоките. Во 7.1 стои при известувањето за несреќи, кривични дела и така натаму, нема да се објавуваат имења и фотографии на жртвите, но нема да се објавуваат ниту податоци од кои индиректно би можел да се открие идентитетот на жртвата и сторителот. Тоа е една работа и во поврзано со безбедноста на човекот. А второто е 8.8 член од насоките, точка од насоките, во известувањето за истражни и судски постапки, онлайн медиумите ќе се повикуваат на информации од официјални, истражни, правосудни институции, а името на човекот не е наведено во извештајот на МВР предпоставува, без сензационалистички пристап во информирањето. Значи, за мене е јасен прекршокот. Значи, има и повреда на презумпција на невиност, поврзана со повреда на приватноста во член 7, што е регулирано. Кажам, веројатно не кажавме, значи, ние не работиме со закони, ние работиме со кодексот на новинари и плюс до 2021 година направивме насоки за етички известувања на онлайн медиумите. Ова од причина што 80, како што беше кажано пред, 80% од жалбите што ги добиваме се однесуваат на онлайн медиуми. Тие досега воопшто не беа опатени со наше разгледување во поширока смисла. Ние се водевме во кодексот, меѓутоа кодексот е 20 години стар, а во меѓувреме нови медиуми доаѓаат и затоа ги направивме овие насоки. Тамара, повели. Благодарам. Апсолутно немам дилеми, дека нема презумпција на невиност, дека е сензационалистички. Меѓутоа, оно што сакам да додадам на оваа тема, настрана бројките од кодексот и така натаму, да зборуваме како луѓе. И јас многу често сега на публиката ќе го поставам прашањето. Замислете дека возачот на камионот ви е некаков чичко или татко. Како ќе се чувствувате ако му го видите името? Прво бил во сообраќајка, фатални последици има, луѓе загинале, вие сте му роднина и неговото име е објавено. Ние сме општество без емпатија, без основно чувство на пристојност и воздржаност. Тоа значи презумпција на невиност. Тоа значи немојте сензационалистички да информирате. Тоа значи да бидеме луѓе, да се ставиме во ситуација на тој кој што е во неволја, а не да му го вадиме името за да ни кликне некој повеќе пати. Мораме да ги објаснуваме тие, не е тоа
8,8 број, па ние зборуваме како новинари, како професионалци, бидејќи ја имаме таа моќ. Ние како професионалци имаме моќ него да го сликаме и да го објавиме на главни вести со некаква приказна. Ама имаме одговорност и не смееме таа моќ да ја злоупотребуваме. Во случајов, ова не е медиум, јас мислам дека ние му правиме, како да го комплимент, медиум кој што нема мейл адреса, кој што нема контакт. Мислам, тоа е некоја човек, медиум кој што се решил, не знам, успут да заработи од некои кликови, од некои реклами. Ние му правиме чест што расправаме за ова. Инако, апсолутно се согласувам, ова е катастрофално кршење на етичките норми и на професионалните норми, на човечките, ако сакате, норми. И то не заслужува да се нарекува као наши колеги. Благодарам. Може би ќе бидам многу строга ако кажам дека најголемиот проблем во новинарството, во медиумите се фантом, да кажам, ваквите медиуми, зашто оние прават штета и после тоа немаш каде да ги адресираш проблемите. И за мене тоа што Жана пак го спомна дека голема дилема е тоа насловот, зашто сите истражувања покажуваат дека, и вас да ве прашувам, над 80% луѓето читаат наслов. Не читаат целава содржина и тука е голем проблем. Но сепак ќе се надоврзам со тоа дека фантом медиумите кои што не се регистрирани, кои што немат точна адреса, точни луѓе, каде што би можело да се адресира целиот проблем, се најголемиот проблем во нашето поднебие, што се вика новинарство. Професор Стисјан. Не. Тама за учениците. Добро, тоа ми е професија, јас не можам да бегам од објаснувањето за еден проблем. Значи, приватноста е една од темите од кои што нашето новинарство паѓа на испит многу често. Нашите медиуми, тие што се вистински медиуми, јас се согласувам со Тамара дека се работи за квази медиуми, се работи за псевдомедиуми. Но јас сум бил еден од поборниците за да расправаме ние за вакви, да речеме, и квази медиуми. Инаку, како ќе знае јавноста дека некои се професионални медиуми, а некои други не се? Односно, како ќе знае која е границата помеѓу професионализмот и непрофесионализмот, и затоа ние со ваквите дискусии, со одлуките што ги донесуваме, со мислењата, се обидуваме јавноста, ова што е, значи, денешна тема и настанот се одржува по повод медиумската писменост. Значи, мора публиката да на некој начин разбира повеќе од медиумската сфера, бидејќи, еве, да знаете, ние сме последни, за многу нешта сме последни, за жал, меѓу другото и во сферата на медиумската писменост сме последни на Балканот и, за жал, во Европа. Значи, приватноста е, во сферата на приватното медиумите влегуваат често во нашата земја. Како вели кодексот и кога може да се објавуваат имиња и така натаму, бидејќи ќе ви го спомнам еден случај кога се истакнуваше, кога беше убиството на Вања, на младото девојче. Се истакнуваше дека тие што се обвинети не се албанци. Тоа се истакнуваше затоа што во земјата се покрена прашањето дали се поврзани структури од Косово или пак
албански структури во случај. Значи, во тој случај МВР беше на некој начин должно, немаше друг начин, друг излез, само да излезе и да кажува дека тие не се албанци. Идејата ми е ова, дека некогаш не може да бегате од објавување на детали за идентитетот на некој човек, но тоа е во екстремни случаи. Тоа може да биде случај, значи откривањето на приватните детали само во настан или само во случај кога јавниот интерес е поголем. Фактот дека нашите медиуми многу малку го почитуваат јавниот интерес зборува за тоа дека објавуваат детали за личниот живот, за здравствената состојба, не знам, кој со кого се развел, кој со кого пак се враќал, значи го прекинал разводот и така натаму. И затоа имаме сензационалистички медиуми, а се помалку, и тоа е жалното, што се помалку ние имаме професионални и етични медиуми. Благодарам. Значи, токму ова што го зборува Сефер, значи не го почитуваат јавниот интерес, меѓутоа, јас кажав во образложението, повеќе се осврнуваат на интересот на јавност. А интересот на јавноста знаеме што е. Скандали, сензационализам и слично. Тоа е главниот проблем според мене. Интересот на јавноста не е секогаш јавен интерес. Значи, многу често тука медиумите секогаш тргнуваат од интересот на јавност. Да, се согласувам со тебе. Не спорам. Јас затоа често наместо јавен интерес велам општо добро, пошто тоа е јавен интерес, а ова е интерес на јавноста, тоа што јавноста ја интересира, што е радознала да дознае. Пошто Јас би додала најголем дел од јавноста, не цела јавност. Да, пошто голем дел од публиката ја влегува да прочита текст која ќе види таков наслов. Затоа зборуваме за кликбайт наслови. Добро, господа, се согласуваме член 7 и член 8 се нарушени од насоките од кодексот. Благодарам, одиме понатаму. Снежана, следната. Жане. Не, Снежана, немам врска со Снежана. Поповска, ја ќе те викнем, ама не си Поповска, бажина. И тоа сум. Може и Поповска си, добро. ЖПП, да. Ја знам како Поповска. Се вработи. Добро, имаме уште една жалба. Сега, мислам дека денеска жалбиве што ни се за разгледување се прилично чисти, барем според она јас што го гледав и што го мислам. Интересни се. Имаме уште една жалба поднесена исто така од Деспина Ковачевска, овој пат има две жалби. Оваа жалба е за текст објавен на 6 октомври на порталот Република МК под наслов "Мразачката на македонците нема објаснување за потеклото на имотот", куќите на Захариева во Софија и на Халкидики ги заинтригира европратениците. Во жалбата на Ковачевска се наведува дека насловот на текстот воопшто не кореспондира со содржината и представува навредлив говор. Исто така стои дека во оспорената содржина, значи во насловот, има елементи на мешање на факти и мислење со вест и коментар. И по пристигнувањето на жалбата за ова информирана редакцијата на Република МК и побарано е од комисијата, побарано е да се произнесе по желбата со понуда доколку целосно или делумно се согласуваат со жалбата, тогаш извршната канцеларија на Советот може да покрене процес на медијација меѓу двете страни. Редакцијата на Република МК не ја прифати жалбата, не се согласува со жалбените наводи. И во одговорот што е стигнат од нив, пишува дека се работи за информација преземена од Македонската информативна агенција, од МИА, и дека во неја нема мешање на факти, а уште помалку пак мешање на мислење со вест и коментар.
Дополнително во одговорот се наведува дека редакцијата на Република, кога ја пренесувала веста, не вметнала никакви коментари и мислења. Што е точно добро. Што се однесува пак до насловот на веста, зашто е и поднесена жалбата од Ковачевска, објаснувањето од Република е дека насловот кореспондира со објавениот текст и е дел од самиот текст, а во истиот нема навредлив говор. Меѓутоа, тука се фаќаат, да речам, Република на вториот дел од насловот, куќите на Захариева во Софија и така натаму. И во одговорот од Република се цитира дел од текстот, дека кај европратениците интерес привлекол фактот што нема објаснување за потеклото на средствата за изградба на недвижностите, кои се изградени во периодот кога Захариева беше бугарска министерка за надворешни од 2017 до 2021 година. Што не е спорно. Во однос на првиот дел од насловот, пак, во одговорот на редакцијата, стои дека тие сметаат оти нема никаков навредлив говор, бидејќи, според објаснувањето, се работи за политичарка од Бугарија, која има негативен став кон македонскиот јазик, македонската нација, македонската држава, а доказ за тоа биле низа изјави на Захариева, додека била министерка за надворешни работи. И редакцијата заклучува дека не може да навредите некого доколку го истакнете неговиот став. Точно е, се работи за текст кој е целосно од збор до збор преземен од Мија и со коректно цитирање на изворот. Во текстот стои дека текстот е земен од Мија. Текстот го побарав, се уште стои во архивата на Мија и објавен е на 6 октомври под наслов "Куќите на Захариева во Софија и на Халкидики ги заинтригира европратениците". Значи, оригиналниот наслов е без оној првиот дел "Мразачката на македонците", што го има кај Република. Содржината на текстот воопшто не е спорна. Мислам, нема ниту еден збор, да кажам, погрешен. Напротив, текстот е информативен и нема никакво мешање на вест и коментар, ниту пак со еден збор е спомената или навестена поврзаноста на Захариева со низиниот став за македонците. Во првиот дел од насловот, спорниот дел, што е испоред жалителката, мислам, јас немам дилема дека не е направена разлика меѓу вест и коментар, како што е предвидено во членот 13 од кодексот. Во него буквално стои онлайн медиумите јасно ќе ги одвојуваат и означат коментарите од другите новинарски содржини. Освен овој член, според мене не е испочитуван ни членот 15, дека новинарот треба да ја негува културата на говорот и етиката, што во случајов со оваа една реченица или 3 збора го покажува тоа. И исто така би го споменала и членот 10, дека новинарот нема свесно да создава ниту преработува информации што ги загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори со јазикот на омразата. Тој дел ми е вака, да. Значи, Република не се согласува со жалбата, ја отфрли медијацијата и овој текст на Република, според мене, мислам, насловот како што е вака ставен, нема никакво објаснување за професионално новинарство, освен кликбейт наслов. Во случајов не е најважната работа каков е ставот на Захариева за македонците. Така да, јас мислам дека овие три членови се прекршени и немам оправдување за нивното објаснување и отфрлање на жалбата.
интересен предмет имаме. Јас не се согласувам, мислам, со ова одлуката на почнавме десно криво, лево криво, па сега центар. Јас не се согласувам со одлуката на, мислам, со оценката на Жане, дека се нарушени членови 13, 10 и 15. Мислам дека во случајов се работи за вредносен суд. Не се работи за навреда мразачката. Како го пише во насловот. Сега, од тука може да произлезе дека кога веќе го ставам мразачката, дека во насловот се мешаат коментарот и во насловот има коментар место вест. Така да содржината јас ја видов многу коректна, бидејќи е пренесена од агенцијата, таму воопшто нема нарушување на член 13, нема нарушување на член 15, нема нарушување на член 10 во самиот текст. Значи спорен е само насловот. Бидејќи насловот е само спорен, јас уште еднаш баш размислев долго што и како и сметам дека станува збор повеќе за вредносен суд отколку за некаква навреда. Тоа е мојот став. Повелете, дискутирајте. Се извинувам некој ако имаше за себе. Објаснувањето е не може да навредите некого доколку го истакнете неговиот став. Значи не е само вредносниот суд, тоа е смислено е. Ова е мојот став. Добро, да. Ова е смислено од Република, мислам, не е туку така. Смислено, ставено. дали е навреда или е вредносен суд. Според мене е навреда. Добро. Ние не знаеме дали е Захариева мразачка на македонците. Може тие ставови што ги истакнува се... Ако те наречам те мразачка, дека ме мразиш, не значи дека сум те навредил. Така? Не може ја ќе те навредам. Не, ние не знаеме прво дали Захариева е мразачка на македонците. Може би тие изјави што ги дава, еве да речеме, се чисто политички додека е на функција. Па тоа важно, тие изјави што ги дава, може би поттикнуваат таков однос. Добро, да повелиме другите, Снежана. Пак од лево крило? Добро, професорот ќе заокружи на крај. Ние се комунисти, секогаш од лево крило. За мене сега во контекст на оваа жалба побитен е поширокиот социополитички контекст. Ние веќе подолго време во диалогот, да речам, во спорот со дипломатскиот, на некој начин, спор со нашиот сосед, една од точките за кои често се разговара е употреба на говор на омраза и во двете земји. И имаше повеќе инциденти такви. Сеќавате на изјавата на еден подмладок од подмладокот на ВМРО-ДПМНЕ, која би ја квалификувала како... Зоки Иванов го сменија од Мија за... Во тој повод на таа изјава, исто така нашето Министерство за надворешни работи даде и официјално соопштение, самото наше министерство. Тука го имам соопштението, но не морам да го читам целосно, но во секој случај самото министерство изјавува дека ги осудува сите форми на говор на омраза. Говорот на омраза е многу растеглив поим. Значи, дали е навреда или е наивица со говор на омраза, зборот ми беше и за тоа дека се залага за интензивирање и продлабочување на добрососедските односи со Република Бугарија. Значи, медиумите имаат посебно одговорна улога за тоа што ќе продуцираат со некоја непромислена изјава, па нека биде и навредлива изјава за бугарска политичарка. Значи, независно од тоа каква одлука ние во овој случај ќе донесеме, ние мораме пак да им укажеме на тоа дека имаат улога да ја подигнуваат свесноста за негативните последици од било какви изјави кои можат да ги да поттикнат кај населението омраза и кон нашиот сосед и во конкретниот случај. Личноста на бугарската политичарка во овој момент не е битна. Таа беше најистакната во еден период во тие заемни политички односи, да речем, во однос на ова прашање.
Но медиумот за мене нема дилема дека свесно и намерно го направил тоа што го направил со насловот, од една страна да предизвика кај публиката некакви емоции негативни во контекст на тоа што го имаме како спор со Бугарија. Така да јас по голема мера сум наклонета на мислењето на Жана дека е намерно направен интервенција во насловот или во текстот објавен на Мија со цел да се продлабочи таа негативна емоција кај нашата публика и кон политичарката, но исто така и кон бугарскиот народ. Може би е тешко да се даде ваква квалификација, ама ние мораме да работиме во смисла на тоа што циркулира во јавната сфера. Ние мораме да се потрудиме да им укажеме на медиумите дека ја имаат таа одговорна улога, дури и во контекст на ова прашање. Така да се согласувам дека има елементи на прекршување барем на насоките во делот на членот 10, точките од членот 10, каде што експлицитно се повикуваат медиумите да работат на подигнување на свесноста за говорот на омраза во било која негова форма. Тоа е моето мислење. Добро. Сакаше ти нешто? Јас се согласувам дека има мешање на мислење и нели вредносен суди и ова. Јас сум воздржана кога станува збор за говор на омраза, иако да, секоја изјава која потикнува или изразува омраза е говор на омраза. Затоа мислам дека треба да бидеме многу внимателни со тие формулации и тоа е мислам дека е тоа најтешката всушност, најтешкиот прекршок што еден медиум, иако јас се согласувам и со ова што Снежана го зборува, така да јас сега сум противречна сама на себе. Јас ќе се воздржам од пресудување дали е навредлив, меѓутоа дека е свесно интервенирано во насловот, е свесно, при тоа многу неуко и дилетантски. Тоа е малку инфантилно, као што ги вика грците нашиот јужен сосед, за да не го изговорат името. Тоа е некоја одмазда, од еден прилично инфантилно ниво, као еве она што не мрази нас, сега не ја фатија за корупција. Од прилика тоа е пораката што сака да ја пренесе медиумот и е на вистина незрело. А за жал, во нашите медиуми не работат стално само зрели луѓе. Очигледно, негативната селекција си го прави своето и имаме наслови такви какви што имаме. Јас би се осврнала токму на ова и ета што го загатна пред малку, а тоа е инструментализирање на насловите. Значи, вие го пренесувате комплетно текстот таков каков што е, меѓутоа, коментарот, навредата, врамувањето го правите во насловот. И имате такви апсурдни ситуации, каде што тоа што го пишува во насловот, нигде го нема во текстот. И во случајот, во текстот, нема референца на тоа дека она има некакви ставови кон македонците. Тотално е ирелевантно. Така што, јас се согласувам дека е прекршен членот 13, дека коментар со мешање со презентиран како некаков наод и така натаму, би била воздржана околу формулацијата говор на омраза, дека е навредлив говор, дека е врамување во навредлива конотација, да, ама говор на омраза ми е прежестока. Иако, апсолутно, треба да бидат одговорни и треба да бидеме свесни што правиме, бидејќи на ваква инфантилна провокација добиваме еднакво инфантилна реакција од другата страна и всушност двете земји сме заробени сега и орото го водат такви инфантилни умови, кои што, сега кој кого повеќе ќе навреди, ама да не се досетат другите. Навистина срамно и не заслужува, не знам, Бог знае каква експликација, меѓутоа сепак не би потегнала најтешкото оружје да кажам дека е говор на омраза. Кратко само ќе кажам дека зрелоста на еден медиум се покажува во моментот кога оние знаат да покажуваат да се умерени
и да известуваат умерено, посебно кога се работи за чувствителни работи. За мене дефинитивно член 13 е прекршен. Тука зашто дефинитивно има разлика меѓу фактите и мислењата. Може би јас имам некое сосема поинакво мислење, но јавноста мораме да јавноста е таа која што ќе одреди што е вистината и што не е вистината. Дали е мразачка или не е мразачка. Стефан. Значи, овој случај со Захариева, мислам дека е јасна слика во кој дереже нашето новинарство, нашето значи медиумско продуцирање, односно медиумскиот систем, поголемиот дел од медиумите. Тоа што сакав да истакнам дека медиумите многу често кога известуваат за другиот и во нашата земја известуваат со предрасуди и стереотипи. Тоа се случува и кон албанците, и кон ромите, и кон власите, турците, исто така се случува и бидејќи можеби заради јазичните бариери не можете да ги следите, се случува и во дел од албанските медиуми за македонскиот народ. Конкретно за случајот, значи, зошто ние сме дојдени до оваа ситуација? Јас не ги окривувам медиумите зошто ние немаме прогрес во евроинтеграциите, во сферата на интеретничките односи, зашто немаме порелаксирани односи помеѓу тие што живеат тука, но голема одговорност секако дека имаат. Новинарите секако дека имаат одговорност зошто односите со соседите и односите помеѓу народите не се такви какви што се. За жал, според мене, на многу незавидно ниво. Значи, јас би сакал да имаме многу подобри односи и со Бугарија, и со Албанија, и со сите соседни земји, а би сакал да имаме и многу подобри интеретнички односи. Околу членот значи 10. Мислам дека се согласувам со Тамара дека ние сме многу слободни, бидејќи нашето општество е такво какво што е, да секоја содржина, вест која што има индикации за омраза или пак за навредување, да ја сместиме во графата говорна омраза. Да беше, например, бугарската политичарка или представничката на бугарскиот национализам Екатерина Захариева и така натаму, може би бил членот 10. А квалификацијата мразачката Захариева, се согласувам и со Жане, бидејќи, еве како што гледате, ние често дискутираме. Ова е една од дискусиите кои што ги имаме некојаш и за еден случај многу пошироко дебатираме, бидејќи дилемите постојат. Значи, не можеме ние со нож да пресечеме што е што. Се согласувам и со Снежана. Зашто имаме две. Тука едната е Жана, другата е Жане. Со Жане, дека ова е конотација, значи води кон продлабочување на омразата во случајот врз идентитет национален или пак државен идентитет со кој што ние имаме спор. Знаејќи го и актуелниот контекст, но и историските аспекти на односите. Но не сум сигурен, односно во моментот не сум за членот 10. Секако дека сум за членот 15. Заради мнозинството би се приклучил и кон членот 13, бидејќи се работи за еден збор, за еден, како што рече Мирче, вредносен суд. Но дека членот 15 е прекршен, во тоа сум сигурен. И членот, еве,
и 13. За членот 10 не, бидејќи како што реков, идејата ми е ова, дека говорот на омраза не се однесува на една личност. Говорот на омразата се однесува на колективни карактеристики на една група, да речеме во случајот се работи за бугарскиот народ или за бугарската држава, а тоа во текстот експлицитно го немаме. Јас сум свесен дека конотацијата е таа, контекстот е тој, импликацијата води кон тоа, но нема прецизно истакнување на говорот на омразата кон Бугарија и кон бугарскиот народ. Благодарам. Благодарам, Сефер. Дали некој има уште нешто да прокоментира, да каже? Јас уште ова за Жане што го спомна, самото МНР начево дека ги осудува сите форми на говор на омраза. Не знам, непромислени изјави, ама никогаш не ги осуди изјавите, непромислените изјави на политичарите, на нивните колеги, така да генерално да, ама тоа беше тоа беше за медиуми да внимаваат на ова. Јас не би се повикала на не би се повикала на нивното. Не мислам да се повикаме воопшто, јас објаснувајќи го контекстот. Да, делото говорот е, да. Да, се разговараше едно време и за тоа да се следи говорот на омраза во медиумите во тој контекст. Колку што се сеќам, но јас го спомнав ова, објаснувајќи го контекстот, дека долго време го имаме овој проблем. Инаку, се согласам со Сефер дека е тешка дилемата, не можеме се да ставиме во иста кошница нормално. Говорот на омраза може да биде и имплицитен, не мора да е експлицитен. Експлицитните и најсериозни форми на говор на омраза подлежат на кривично законодавство кон групи разни. А други форми на говор на омраза подлежат се вознемирувачки говор, дискриминирачки говор, подлежат на Законот за спречување дискриминација. Трети форми кои што се поблаги, а се во тој контекст водат кон тоа, се во доменот на саморегулацијата. Но се согласувам, јас нема да инсистирам, затоа што јас ја имам истата дилема дали да влезе во членот 10, но може би треба во самата одлука на крај да напишеме едно општо укажување, дека треба да внимаваат медиумите кога употребуваат такви навредливи изјави во контекст на односите меѓу два народа и без оглед што е упатено на личност на поединец. Реченица околу навредата. Значи, навреда има, тоа нема никаква дилема, но навредата не е дел од кодексот. Значи, не се прецизира точно. Се прецизира омразата, јазикот на омразата. Така, тоа е навредливо, да, јас се согласувам, но дека има чист говор на омраза, мислам дека нема. Да, затоа не сум за членот 10. Благодарам. Да, значи се спомнаа членовите 10, 13 и 15, 10 според мнозинството отпаѓа. Не, да гласам. Да, 10 отпаѓа. Да гласам за 13. Ајде, за 13. Ти? Да, јас. За 13. 13. Коментирањето, да. Добро, се приклучувам јас кон коментарите. Ти знаеш, јас стално сум бил кооперативен кон мнозинството. Не, друго. И член 15, јас сум на член 15, сум дали повелете да гласаме за член 15? Добро. Добро, со множество гласови 15, а 13 едногласно. 10 го отфрлите? Не. Член дели во дискусијата го отфрлите член 10. Така да, мислам дека со ова нашата работа завршена, да ги поканиме колегите, младите колеги, доколку имаат некое прашање, да прашаат, ако ги интересира, да разјасниме некои работи, ако не им се јасни, повелете. Не мора само обрзано за денешните случаи што се разгледува
воопшто некоја дилема околу медиумите, содржините во медиумите, повелете и дека нешто малку да почнеа, жал ми е, меѓутоа следите комисијата за жалби, присоветот за етика, ако имате прашања поврзани со ова што го слушавте, или еве има Рековте дека во нашата држава медиумската писменост е навистина ниска и се тоа. Што мислите дека е причината за оваа ниско ниво на медиумска писменост и што мислите дека треба се направи за да се качи јавната свесност за ова? Па, колегата Сефер веројатно мислеше на ниски нивоа на медиумска писменост кај се населението, значи свесноста, критичкото размислување, свесноста за ризици од тоа какви се содржините, препознавањето на овие работи за кои дискутираме, говорно мрза, натаму дезинформација. Предпоставувам на тоа мислеше Сефер. А инаку како земја, во поглед на тоа што правиме за медиумската писменост, ние спаѓаме од 32 европски земји кои што се анализирани во една голема студија, спаѓаме во земјите со среден ризик. Тука се оценува, во таа студија се оценува колку земјите имаат развиени политики за развивање на медиумска писменост кај населението, особено вклучување на медиумската писменост како предмет во формалното образование, но и активности надвор од формалното образование со различни групи. И до сега има доста направено кај нас во тој поглед, но тој е бавен процес. Многу е бавен. Еве само што почна завчера имаше конференција Македонскиот институт медиуми кој во рамки на еден проект работи заедно со Бирото за развој на образование на воведување на сите нивоа на образование на содржини врзани со медиумската писменост, не само за посебен предмет. Значи образованието е една област каде треба да се работи, друга област е да се работи со различни возрастни групи. Ние послаби сме во тој поглед, дека помалку активности има со повозрастните генерации. Со младите се работи доста, но ама и во други земји е тоа така. Трето, кампањи за подигнување на свесност, не знам што четврто би било. Значи, низа од активности, но државата мора да има сеопфатна некаква стратегија и тоа не е слабост кај нас, бидејќи треба да се поврзе медиумската писменост и со дигиталната, информацијската писменост, со безбедноста, значи пошироко со повеќе прашања поврзани со нашето однесување во овој свет во кој денес живееме. Толку, ако имате уште нешто. Сосема кратко, значи да, токму на тоа мислев дека нивото на медиумската писменост е тоа што е. Ние сме, значи, земја со ниско ниво на медиумската писменост. Ќе ви кажам само еден факт, за да доаѓам до клучното што го мислам. Медиумската писменост како процес почна во 2010 година. Ги поминавме сите училишта, направивме прирачник, за не се сеќава можеби на прирачникот за медиумска писменост, кој што денес како се чита е многу едноставен, бидејќи тогаш ние зборувавме за, не знам, виртуелен идентитет, за реален идентитет и така натаму, бидејќи не беше развиена технологијата како што е денес. Но моментот кој требаше да се спроведе во образованието немаше политичка волја. Значи, за да има медиумска писмена нација, медиумски писмени граѓани, мора да има политичка волја. Сега, прашањето е, вие сте помлади, прашањето е дали политичарите сакаат писмени граѓани. Или пак сакаат граѓани кои што
ќе бидат пасивни и кои што ќе ги манипулираат на овие или на другите избори. Значи на овие или на оние избори, зборам на различни избори. Идејата ми е ова дека за жал во земјата, бидејќи јас сум критичен за многу нешта во државата, многу малку има политичка волја не за да имаме медиумска писменост, туку да имаме и новинарство кое што е насочено корективно, аналитички, критички, истражувачки кон политичарите, особено тие кои што се на власт. Бидејќи секоја политичка партија, секоја власт сака да има медиуми кои што на некој начин ќе придонесат за подобрување на имиджот на таа политика. Кога ќе имаме ние граѓани кои што ќе бидат активни и аналитички, како што рече Жане, и критички ќе ги следат медиумите, тогаш ние имаме активна јавност. Не само што имаме активна, туку ќе имаме и реактивна јавност која што ќе реагира на, не знам, неправдите, тоа што го прави политиката или пак тоа што не го прави. Секако дека ова е двонасочен процес. Политичка волја, образование, медиуми, тоа е еден поширок круг кој што треба да функционира. Дали ние ќе успееме во тоа, јас не сакам да бидам, сакам секогаш кога зборувам пред младите да звучам оптимистички. Јас сакам, бидејќи јас сакам оваа земја, живеам тука и сакам оваа земја да прогресира, да напредува. Но, за жал, сакам и секогаш да ја кажувам вистината, и кога зборувам и пред младите. Јас многу малку гледам политичка волја ние за да имаме критички медиуми и да имаме писмена медиумска заедница, во смисла на граѓанството. Благодарам. Мислам дека ме сватите. Нашето прашање е како да избереме медиум на кој ќе му веруваме. Па, не би требало да е многу комплицирано, всушност. И не би требало, по мене не би требало само од еден медиум да се информирате. Ако прочитате некаде, треба да проверите, ако малку, прво треба да се прашате себе си во врска со таа содржина. Значи да се посомневате. И потоа да се обидете да проверите и кај други медиуми. Веројатно имате некои сознанија од вашето обкружување за тоа кои медиуми се сметаат овде кредибилни, професионални, па да проверите како тој медиум ја пренел веста. Значи нема друго решение освен да проверувате, да истражувате. Сега зависи од содржината на веста, нели? Зависи за што станува збор. Ако станува збор за теории на заговор, ќе побарате научни факти за нешто, нели, во сфера на здравието. Зависи за која област зборуваме. Ако е обична вест од нашето обкружување, мислам дека лесно може да се провери тоа. Тамара, ти шо? Мислам, да, од прилика така, проактивно. Немојте да бидете само пасивни приматели на информацијата. Проверувајте информацијата, сомневајте се во неа, гледајте, не знам, следете дали некој медиум е, да речеме за некој медиум има лоши оценки. Гледаност и доверба не е исто. Имајте го тоа на ум. Многу често одредени медиуми се доста читани или гледани или така натаму, меѓутоа не може се да им верувате. Па морате да проверите кај оние што може би помалку се гледани, ама се кредибилни. Кредибилитетот на медиумите е многу ретка зверка и само морам да кажам нешто. Знаете, ова што ние го правиме, меѓу другото, ова ние денеска вие што го сведочите, е еден од начините на кои што новинарската заедница и медиумската заедница се обидува да го адресира проблемот. Дали знаете некоја професија
која така зборува за себе. Сте виделе вие лекарска комора вака да расправа за грешки при лечење? Сте виделе, не знам, архитекти, адвокати, било кој. Единствено новинарската професија е вибрантна. Единствено новинарската професија се себе испитува и се себе критикува. Немојте да го заборавите тоа. Така што, да, медиумите ве манипулираат и сакаат да ве манипулираат, сакаат да ве навлечат да ги читате и така натаму. Меѓутоа, во новинарството како професија има и една доблесна димензија која не смееме да ја подцениме. И ова што ние го правиме, без оглед што некои не ни одговараат, па не смеваат, па ова, па она, ги боли. Не, мислам, дефинитивно, бидејќи ние сме израз на желбата на професијата да се себе испита, да се стави на проценка. И тоа значи дека се уште во медиумите што вас ви се сервираат како локални медиуми, постои желба да бидат подобри. И само дајте им шанса. Дајте им шанса на тие што се квалитетни, на сметка на нив да отпаднат оние што не се. Толку имам да кажам. Извинете, само да додадам нешто, што многу е важно, стално го забораваме. Вие по истражувањата што ги имаме, најчесто младите се информираат од социјалните мрежи. На социјалните мрежи нивната карактеристика е на џидот, на фидот, нон-стоп да ви доаѓаат нови информации. И заклучено е дека публиката многу малку чита. Добива само парченца информации, фрагменти. Тоа избегнувајте го, бидејќи трагајте по знаење. Трудете се да читате и да стекнете што повеќе знаење за некоја област. Без тоа не можете да препознаете што е точно, што не е точно. Значи, тоа многу пати се покажа кога беше со ковидот, со вирусот. Така, кога не можеш да си писмен ако немаш знаење за некоја работа. Избегнувајте што повеќе тоа скролање. Гледате да одберете текстови кои ќе ги прочитате целосно, а не парченца информации. Толку. Друг да постави некој прашање, коментар? Повелете. Ви благодарам. Јас би сакала само да се заблагодарам за вашата покана. Билјана ни испрати покана да присуствуваме на оваа седница, отворена седница. Ние сме во многу голема комуникација прво со неа, значи, и со сите други институции кои што се врзани со медиумска писменост. Доаѓаме од гимназијата Јосип Брз Тито. Особено сакам да потврдам она кое што го кажавте, дека да потврдам од наша страна, дека ние веќе формираме многу голем број на училишта, формираме медиумски клубови во нашите училишта и од тука тргнуваме, иако бавно, како што кажавте, оди се движат нештата, меѓутоа одат напред. Така што голема благодарност до сите можни институции кои што не повикуваат да присуствуваме на вакви нешта. Може би сме во мал број, меѓутоа интерно, нормално дека е сега 3 месечи, па затоа не можеме да присуствуваме во целост, но ги поддржуваме секогаш нештата и одиме во насока на тоа да ги едуцираме малку повеќе учениците. И се согласувам со тоа дека навистина треба и за малку пошироката публика, да има поголема едукација, па дури и за оние повозрастните. Јас имам, секогаш им велам и на моите ученици, кога имаме работилници, одете дома на баба и на дедо, покажете им што не треба да кликнат да отворат, а што треба да прочитаат, доколку не знаат, сега, тука сме малку, меѓутоа сепак, можеме да направиме нешто, тргнувајќи од нас самите. Ви благодарам многу за можноста да присуствуваме на ваква отворена седница. Навистина беше интересно. Благодарам на обавите зборови. Се надевам дека и виднина ќе соработуваме. Ја само една-две реченици околу таа довербата. Да ви кажам, значи, довербата во медиум ќе ја стекнете со текот на времето. Не може доверба да се стекне за месец, 2, 3, дури и за година. Ти треба да поминат 2, 3, 4, 5 години, па сето да се сталожи кај вас, па да го профилтрирате
и на крај ќе видите дека сепак има медиуми во кои што може да верувате. Особено ова што го кажа Тамара, едно е гледаност, друго е ова довербата. Ако ги земете анализите што ги прави, еве агенцијава прави анализи еднаш мислам годишно на гледање и на доверба, прочитајте ги, ќе видите големи телевизии, што се Сител, Канал 5 или други трети, да не ги набројувам, имаат голема гледаност, меѓутоа довербата кај други телевизии кои што се помалку гледани, довербата кон нив е многу поголема. Така што бидете трпеливи, почекайте да помине време и ќе стекнете довербата, ќе знаете медиумите на кои што треба да им доверувате. Ако нема други луѓе што би сакале нешто да кажат, тогаш ја затварам оваа јавна седница. Ви благодарам на присуството и се гледаме до некој нареден пат. Јас исто така ви благодарам на сите што дојдовте и благодарам на членовите на Комисијата за жалби при Советот за етика за ваквото јасно објаснување пред нашите гости и пред оние што не следат онлайн на случаите што денеска се разгледуваа. Соработката наша со гимназиите, со Јосип Брос, со АСУД, Средното училиште и со другите се разбира ќе продолжи. Се најубаво.